50 работници во најголемата конфекција во Свети Николе Мода останаа дома, откако договорите на определено време не им ги продолжија. Ваквата одлука менаџментот ја донесе откако драстично им се намалиле нарачките од Германија, па компанијата во изминатите месеци имала повеќе расходи отколку приходи. Доколку состојбата во Европа со Делта сојот во наредните месеци ескалира, постои опасност во октомври, по основ на технолошки вишок да бидат отпуштени уште 150 работници. За тој период ќе видиме кои работници сами ќе се пријават, кои сакаат да заменат. Има голем број такви работници, постари, кои имаат некои здравствени проблеми, кои се пријавија сами и дали ќе има потреба да напуштаме други, но секој зависи од ситуацијата на пазарот на текстилна индустрија, дали ќе добиеме нови нарачки или нема да добиеме. 2021 се покажа како кобна за текстилната гранка. Помошта од државата помогна само да се преброди периодот, но не и да се зајакне индустријата. Потребни се реални мерки, набавка на опрема и бескаматните кредити што ги понуди власта како опција нема да бидат од полза, туку само ќе ја продолжат агонијата на компаниите, посочува Димитров, кој истовремено и преседател на Организацијата на работодавачи. Во Македонија не постои начин, барем до сега, да се плаќат изгубените работни часови на работниците поради COVID-19, како што е, да речеме, примерот во Германија. Дали владата сега соочена со овие нови откази и изголемување на бројот на евровработените ќе покаже поголем интерес и ќе изгледа некои други мерки во поглед на ослободување од даноци, придоноси и така натаму, значи да се олесни финанскиот товар на работодавачите за да ги задржат тие луѓе иако не работат, иако седат дома. Тоа останува на нив. Според информациите од Организацијата на работодавачи, деновиве голем дел од компаниите биле приморани за 30 до 50% да го намалат бројот на вработените.